Доктор Исуфи, како се заразивте со коронавирусот? Па гледате, не може точно да кажеме од кого и на кој начин се заразил, затоа што ние како медицински лице бевме во директен судир со вирусот, со оглед на тоа дека бевме во контакт со заразните со вирусот. Јас го користам овој момент да ги поздравувам сите мои пријатели, колеги, доктори, медицински сестри, техничари, хигиеничари за придонесот на ова време што имало дадено. Имавте ли опрема, како бевте подготвени, знаевте ли со всушност што се соочувате? Опрема, мислиш дека заштитни опреми? Да. Да. Имавме, од почеток имавме, али нашата работа е така, значи поради имавме директно работа со вирусот и не може да кажеш од кој начин ќе се заразиш. Кои ви беа симптомите, како се лекувавте? Да, првите симптоми беа, значи, 2-3 дена пред да го направим тестот, ми беше, значи, како малаксано, голема малаксаност, анорексија, нема апсолутно орекција за јадење, после почнаат и јаки болки на долните екстремитети и исто така болки во грб, како да ти болат во бредите. Па продолжаат како на еден пролив, 2 дена така, па тоа најтешката почнал како тиснеја и кашлица и треска. И веднаш почнав со антибиотска терапија, со консултацијата на колегите и докторози. Антибиотската терапија, некте 6 дена со азитромицин, па другите денови со витаминска терапија, витамин С, витамин Д, Б комплекс и пробиотик. Така дома се лекувавте? Да, цело време сум бил изолиран во мојата соба и лекував дома. Дали некој од вашето семејство, од вашите колеги беше заразен од вас? Не, за среќа, никој од моите колеги, ниту од семејство не се заразил, со оглед на тоа што уште од почеток на пандемијата ги преземав сите заштитни мерки, а и контактите со нив ми беа свестени на минимум. Како реагира соседите, вашите пријатели, познаниците, ви нудеа ли помош? Јас ги благодарам стварно на цело време ме поддржаат, ме земаат телефон и ми прашаат дали ми треба нешто или не, али цело време имам поддршка. Бевме сведоци на Facebook дека се стигматизираат луѓето кои се заразени со коронавирусот. Какво е вашето искуство? Да, цело време значи се плашат поради ако случајно имал слушано дека имал некој треска или болка во ногите и цело време ме прашаат дали ја имавте овој симптом или овој симптом или овој симптом. Така значи цело време си бил под прашање. Работите ли сега? Се вративте ли на работа? Уште не, до 14 сум на боледување, па после 14 ќе почнеме на работа. Што би им препорачале на граѓаните? Како да се штитат од вирусот? Јас на граѓаните им препорачувам строго да ги почитуваат препораките, често миење и дезинфицирање на раците, одржувањето најмалку 2 метра растојање, носење заштитни опреми, маски, марами, шал, уште од одредените период да ни биде дел од рутината. Само ако сме сите совесни и одговорни, ќе успееме да ја држиме ситуацијата под контрола.